Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во 9-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Овој подкаст е спонзориран од vitamini.mk, извор на чисти, клинички испитани додатоци во исхраната. Во денешната епизода ќе и поставиме на доктор Марија малку повеќе прашања, и тоа се прашања кои што секојдневно пристигаат кај нас во ДМ и сакаме доктор Марија да даде вака јавно одговор. Доктор Марија, спремна ли сме? Спремни. Готово, да почнеме. Прво прашање. Дали протеински појадок е задолжителен кај жени со хормонален дисбаланс? Ама хормонален дисбаланс, не кај сите жени. Што значи хормонален дисбаланс? Постојат многу хормонски дисбаланси. Генерално. Независно каков. Генерално, независно, сметам дека една од најважните работи што секоја жена треба да ја знае е дека треба да постигне максимална контрола. Не станува само збор за, дури и за хормонални проблеми не зборуваме. Значи, една жена сака да постигне максимална контрола над нивото на инсулинот во текот на цел ден. Ова нешто, независно дали има хормонски проблеми или нема хормонски проблеми, ќе изиграе многу добра улога и во однос на енергија, и во однос на неизино расположение, и во тоа како спие, и во тоа како се чувствува. Значи, би рекла дека кога се стремиме да постигнеме регулација на одредени хормони, дефинитивно на прво место, најверојатно, заедно со кортизолот би го ставила дефинитивно инсулинот. Значи протеински појадок или не? Задолжително. Задолжително. Кажете ми кој тип на јаглехидрати најмногу ја крива гликозата наутро или инсулинот наутро? Брзи јаглехидрати. Значи тестенини, бурек со месо? Се разбира, значи буреци, тостови, пици, значи не знам, може да биде значи и оброк кој што можеби вие го мислите за здрав, но да нема доволно макронутриенти, ако можам да се изразам на тој начин, и да ви прави многу голем пик на шеќер. Ќе дадам прост пример. Значи, овесни снеголки со 2 лажици мед и со јогурт, да кажеме, и со една банана. Знаете што ќе ви направи? Значи, немате масти, немате протеини, немате со што стабилно да го држите инсулинот. Навидум здрав појадок, но дефинитивно не е соодветен појадок според мене. Друго нешто, значи, дефинитивно не сакате да појадувате од тип на рафинирани шеќери, значи благо, не сакате торти, да го започнете денот со десерт, значи, вообичаено, не знам, пак ќе речам банички, тестенини, гевреци, значи сите тие работи, дефинитивно не. За кој да е човек? Сакам да прочепкаме малку на едно од видеата кои што неодамна ги објавивме. Ајде. Имаш еден коментар кој што гласеше, парафразирам, гласеше дека навидом овошето е многу полесно да се свари ако го јадеме наутро. Меѓутоа, сигурно никој нема да започне со појадок кој што е зеленчуци или слично. Што се подразбира под оптимизиран здрав појадок всушност? Или, не знам, протеин која се спомне, мене прво ми доаѓа на ум, значи месо. Дали тоа значи дека се бали кој ќе треба да станам, треба да земам парче месо да јадам или нешто слично? Може, не сум против, дефинитивно. Но не голем дел, би рекла, од популацијата е навикната да појадува месо, да се разбереме. Значи, но слободно може да земете и да јадете јајца. И кога зборуваме за јајца, 2 јајца не се доволно, не содржа доволно протеин, значи доколку зборуваме за 2 јајца, минимум сакате да изедете 5 јајца, жолчки, ајде да кажеме, можете да направите редукција на жолчките, да изедете 2 жолчки, да направите омлет од 5 белки и 2 жолчки, примерно, да кажеме каде што веднаш имаме 30 грама протеин. На тоа, кога ќе додадеме нешто од типот на 1/4 пола авокадо, доколку сакате,
пример кажувам, значи, и евентуално некаков дополнителен вид на зеленчук, значи по ваш избор, имате прекрасен поедок, оптимален поедок. Не мора, значи, да биде месо. Нека да дадам друг пример. Доколку не сте интолерантни на лактоза и доколку до известна степен можете да ја толерирате, не кажувам дека треба постојано на млечни производи да живеете, далеко од тоа. Но, во овој случај, доколку грчкиот јогурт можете да го користите со цел да го надоместите, количината на протеин, затоа што во едно канче грчки јогурт имаме, значи, околу 15 грама протеин. Каде што, доколку за поедок консумираме 2 канчиња грчки јогурт, веднаш добиваме 30 грама протеин. Оно што се целиме и кога зборуваме за оптимален е да имаме минимум и да го стартуваме денот со 30 грама протеин. Минимум, значи. Сега, значи, каде што јас ки изјава, каде што мојот поедок содржи, може би, значи, би рекла, 2 канчиња грчки јогурт и дополнително јајца, и дополнително семиња, и дополнително, значи, некои други намирници, драстично го качуваат, би рекла, и нивото на протеини, и нивото на растителни влакна, и нивото на масти. Каде што ќе ме држи, значи ќе го држи ни инсулинот стабилен цело време. Да разјасниме тоа уште веднаш. Значи, кога зборуваме за оптимална исхрана, значи зборуваме за исхрана која што е соодветна за индивидуата сама по себе. Овде не ги кажуваме работите генерализирано, затоа што многу би намислат дека тоа за сите важи, па се ствара бука, па многу често кај особено, значи, на видеата каде што се стават на кратките видеа, без да се чуе целиот контекст или целата епизода за што се зборува, знае да се коментира и да се стави некаков коментар, да кажеме, под самото видео, без воопшто никој да знае. Значи, ние зборуваме за изразена инсулинска резистенција, каде што овошен сок, ќе ми извините, ама има да го дотепа, да ја дотепа инсулинската резистенција, но веднаш започнуваат со коментари од типот како овошниот Во портокалот има влакна? Не, во портокалот. Во сокот од портокал има растителни влакна. Значи, не иде тоа така. Ќе ве молам, кога секој прво не ја разбирам потребата од ставање на негативни коментари, второ не сум против дебата, напротив, но осигурајте се дека кога коментирате, дека го знаете целиот контекст на целото нешто за кое што зборуваме, затоа што, да кажеме, одредени платформи даваат извесен временски период кој што можеме да прекачиме одредено видео, и ние може во тој случај зборуваме за хронична состојба кај даден пациент. И го кажуваме примерот дека не е соодветно за точно за таа состојба. Просто да ја земеме лактозата, пред малку споменав, дека за појадок, значи 2 канчиња грчки јогурт, но што ќе правиме со жени, со полицистични кои што има такни? Значи, кој што лактозата по дефолт, значи, се исфрла. Или кај Хашимото, каде што, рече си, ниту една жена не може да толерира лактоза. И заедно со глутен, да кажеме. Кога сме веќе кај глутенот, се извинувам што ве прекинувам. Ајде. Ама дали глутенски леп? Дали глутенски леп е подобар избор или е само маркетинг? Глутенски или безглутенски леп? Безглутенски, сакав да кажам. Колку можеме реално да најдеме безглутенски леп во маркет? Ова е точното прашање. Колку реално можеме да најдеме добар безглутенски леп во маркетите? Добар безглутенски леп во маркетите. Повеќето содржат адитиви со цел да останат подолго време, поради што она што го препорачуваме дефинитивно, доколку консумирате леп, дефинитивно да не биде купен од маркет. Значи, многу лесно, во домашни услови, верувајте ми, буквално за 5 до 10 минути подготовка можете да направите прекрасен безглутенски леп.
на 10 можни начини. Доколку консумирате леп, може и воопшто да не консумирате. Дали постојат, кажете ми, намирници што кај 90% од жените прават подуеност? Некои универзални намирници? Стандард, она што најмногу го гледам, кај моите, пак зборувам, кај моите пациентки, е лактозата. И се млечните производи. Значи, млечните производи предизвикуваат најголема подуеност кај голем дел од моите пациентки и тестенините би рекла на некаков начин, тоест глутенот би го вметнала тука, но глутенот е малку поспецифичен и повеќе би рекла дека повеќе знае да даде сензитивност и симптоми на сензитивност отколку симптоми на интолеранција. Значи, вообичаено симптомите на интолеранција одат со дигестивни проблеми. Тоест, по консумација веднаш наскоро или да кажеме 2 часа по консумација на одреден продукт, да кажеме на чаша пресно млеко. Значи вие добивате веднаш подуеност, може да добиете промена во столица, да имате диареја, значи ова е интолеранција. Но од тип на главоболки, од тип на мигрени, од тип на постназален секрет, болки во зглобови и мускули, ова се повеќе симптоми на сензитивност. Значи треба да следиме. Се разбира, значи Тоа е најдобро. Многу е важно да следиме. Многу е важно, затоа што понекогаш не се секогаш само лактозата и глутенот. Понекогаш од типот на нокници би ги кажала, затоа што не знам подобар термин на македонски јазик за најчиц, каде што влегуваат, значи модриот патлиџан, доматот, компирот, значи кај одредени индивидуи исто така може да прави проблем. Кај други лица, Доматот? доматот Модриот патлиџан, доматот и компирот, добро. или евентуално и пиперка да кажеме, значи може да прават проблем. Кај други лица, каде што имаме проблеми со самиот хистамин. Значи споменавме, намирници кои што се богати на хистаминки можат да прават проблем. Многу е важно индивидуалната, значи самата индивидуа со каква проблематика се соочува. Апсолутно. Кажете ми, кога сме веќе кај сензитивност, интолеранција, која храна е најдобра за да го смириме воспалението во нашето тело? Еден продукт што би бил окей да се користи за намалување на самата инфламација. Една намирница ми Една избор. намирница, да. Најдобра, the best. Да бе, не постои една најдобра намирница. Свето тројство? Свето тројство, додеме со свето тројство. Најдобро. Дури ми е тешко да го извадам и светото тројство. Пак би одела најверојатно на оние добри масти. Авокадо, јајца, маслиново масло. Нека да останеме, постојат многу добри намирници. Значи, сите си ги имаат своите бенефити, ако треба да се изразам, но ајде да кажеме Тие три. не се само тие три. Апсолутно, Значи да, на вистина, Топ значи 3 кои се? Тоа ми беше прашањето. Не постојат само три, значи Комбинацијата од сите факт е дека ќе направи драстична промена, мислам, и ќе го намали воспалението, ќе настави во ред, не знам, од информациите што јас ги знам тука и Значи рибата, нека да ја земеме рибата. Има антиинфламаторно дејство. Значи, Затоа. да, нека да земаме на риба. Значи има антиинфламаторно дејство. Нека да земам се што содржи омега. Значи, се што содржи намирници кои што содржат омега, исто имаат антиинфламаторно дејство. Зато зборувам, значи не е една, не се три намирници, постојат толку многу намирници од тип земете зачин куркума, кој што има најбогато антиинфламаторно дејство или ѓумбир. И кога на куркумата ќе додадете црн пипер, ајде да се изразам така, кој што содржи биоперин, за 400 пати ќе го зголемите антиинфламаторното дејство на самата куркума.
Значи, ова Комбинација има. ова се можеби стари би рекла бабински Совети. не се совети бабински совети, но на вистина имаат докажани клинички антиинфламаторни ефекти. Апсолутно. Каде што, кај состојби од типот на Хашимото и полицистични јаници, каде што имаме хронична инфламација, дефинитивно се целиме, значи да намалиме хроничната инфламација на секоја цена. Добра. Преминуваме на следна тема. Следна тема. Физичка активност. Ајде да видиме Неколку прашања од физичката активност. Кој тип на вежби најмногу го качува кортизолот кај жени помеѓу 30 и 40 годишна возраст? Многу двосмислено прашање. Зависи дали таа жена е здрава жена, која што нема никакви здравствени проблеми, дали има минато со веќе би рекла добар дали е физички доволно спремна, нема никакви здравствени проблеми и се храни оптимално, во тој случај, значи, од тип на хит или висок интензитет, може и да одговара на таа жена. Но доколку имам жена, 30-35 годишна жена, со Хашимото, која што едва и функционира, во никој случај, значи, хит не е за неа. Најнапред, доколку и практикува дадена физичка активност со цел да ослабне, со цел да биде подобро, да се почувствува подобро. Оно што го правам најнапред може да ја намалам физичката активност, додека го средиме организамот, да кажеме, да дадеме приоритет на останатите работи и потоа веќе да ја вметнеме самата физичка активност. Добра. Сте спомнале, веројатно, колку што ме држи сеќавањето и во некоја претходна епизода, меѓутоа, уште еднаш да се преповториме, која физичка активност е најдобра за регулација на инсулинот? Голема промена, значи научните истражувања покажуваат дека голема промена, дури и 10 до 15 минути прошетка, зборуваме пешачење со малку побрзо темпо, значи по оброк прават огромна разлика во намалување на самата инсулинска резистенција, едно нешто, второ нешто вежба со тежини или со сопствено тело, би рекла, со тежина со сопствено тело. Тоа се двете. Овде можам да бидам категорична, значи пред малку каде што ме праша во однос на самите намирници, дефинитивно не. Но овде можам да бидам категорична кога станува збор за физичката активност кај самите полицистични јаници. Прашање во областа на сонот. Кажете ми, кој минерал најмногу помага за да се смириме? Магнезиум. Во вечерното. Магнезиум или во комбинација никоја ќе ги дадете? Или категорично магнезиум ќе кажете? Не. Пак кажав, значи може повеќе, може од тип на мелатонин да биде внесен, може пасифлора да биде внесена, може елтианин да биде внесен, значи постојат многу работи кои што може валеријана, значи сите овие се имаат смирувачко дејство, но за мене магнезиумот е број 1. Кажете ми, дали ТСХ на горна граница може да прави и да предизвика силен умор? Што, горна референтна граница или горна оптимална граница? Референтна. Дефинитивно да, затоа што не е оптимална граница. Значи, предизвикан умор од ТСХ е логичен, ако е во референтна граница горна. Стандард кај нашите пациенти. Приказна. Стандард приказка кај нашите пациентки. Која вредност е покритичен индикатор за проблем со тероидната? Дали е тоа ФТ3, ФТ4, дали е ТСХ или антителата, дека нешто се случува позадина? Би рекла дека секој си ја има својата улога, значи од сите овие. Дефинитивно, значи самите антитела, сакаме да ги знаеме и се голем индикатор, особено пред да дојде до промена на самите ТСХ, FT4 и FT3 би рекла. Така да сакаме да ги знаеме вредностите на антителата, дали не дај Боже станува збор значи за автоимуно заболување. Потоа се разбира дека од тип на ТСХ, значи ни покажува колку самиот организам би рекла е
влезе на некаков начин во хипотироидизам, додека FT3 е хормонот кој што е активната форма на тироиден хормон и играе многу голема улога во толку многу процеси во нашето тело, од тоа колку брзо ни работи нашиот метаболизам, од тоа колку брзо ни чука нашето срце, од тоа како мисли нашиот мозок, значи дали имаме проблеми со brain fog или немаме проблеми со brain fog, од типот на хроничен умор. Затоа за ова нешто ни треба добра вредност на FT3, препорачливо да биде во горната 1/3 на референтните, каде што ги гледаме референтните граници, во горната 1/3 на референтни граници. Тогаш зборуваме за добро FT3. Јасно. Кажете ми, која е најчестата храна што предизвикува антителата да скокнат? Глутен. На второ место, лактоза. Значи, се што содржи глутен и се што содржи лактоза. Но глутенот е дефинитивно на прво место. Во однос на синдромот за полицистични јајници, дали косата паѓа повеќе од високите андрогени хормони или од ниските андрогени хормони? Какви ниски андрогени хормони? Значи, Нормални. кај полицистичните јајници имаме покачено ниво на андрогени хормони. Дали ќе се видат на клиничка слика зависи во степен колку таа дали ќе се видат на лабораторија зависи во голема степен колку детално е направена самата лабораторија. Значи, можеме да имаме да се гледат директно на лабораторија или пак може да бидат клинички изјавени. Но, дефинитивно се во резултат на покачено ниво на андрогени хормони, опаѓањето на коса. И типичен, значи, машки патерн или машки вид на опаѓање на коса. Дали е полесно да се реши полицистични јајници без инсулинска резистенција или полицистични јајници со инсулинска резистенција? Мене лично, со инсулинска резистенција, дефинитивно. Мене лично. Зошто? Не знам, затоа што најверојатно кога ќе постигнеме максимална контрола, затоа што кај овие жени најголем проблем е самата инсулинска резистенција. И кога ќе постигнеме максимална контрола на оваа инсулинска резистенција, ќе сведеме во не референтни граници, оптимални граници, кога ќе сведеме во оптимални граници, значи доаѓа до средување на останатите работи. Значи доаѓа и до поднамалување и на андрогените хормони, доаѓа до регулација на самиот менструален циклус, доаѓа до појава на овулација, значи едно по едно се легнуваат, коцките се наместуваат. Затоа, значи кога имаме инсулинска резистенција, би рекла дека решавањето е малку полесно. Зборуваме овде за жени со со полицистични јајници, значи кога станува збор за решавање на самите хормони. Но, кога станува збор за бременост, е сосема нешто друго. Кажете ми, кога сме века кај бременоста, кој е првиот знак, ако не можете да кажете еден, тогаш може 3, кој е првиот знак дека телото не овулира, а тоа да не е циклусот? Првиот знак дека ајде неколку, ајде додиме со неколку. Дека телото не овулира. Имаме правена лабораториски анализи или немаме правена? Не, ништо. Немаме испитувано. Немаме ништо испитувано. Значи едноставно жена доаѓа со, не знам, со редовен менструален циклус од 28 дена, со нормално крварење од 5-6 дена, значи без ПМС, без ништо, никакви такви проблематики, едноставно се обидува за бременост, меѓутоа не може да остане бремена, не испитала. Очигледно, штом не може да остане бремена, сигурно се работи за ановулаторен циклус, меѓутоа како можеме да препознаеме дека е ановулаторен циклус, а да не користиме едноставно телото да си каже? Секогаш сакаме да го видиме црно на бело. Секогаш сакаме да го видиме црно на бело, макар што доколку таа жена нема цервикална слуз, која што е карактеристична, би рекла, по време на самата овулација, не е толку изразена кај сите жени, но е маркер, значи, за самата овулација.
Зависи од тоа колку самата жена, значи, применува некои работи. Доколку мери базална температура, ќе разбере дали има овулација или нема овулација. Значи, се зависи дали таа жена е запознаета, значи, не прво што се случува. Значи, кога ќе ја прашаме една пациентка дали имаш овулација или не, што прави? Го вади мобилниот телефон и веднаш гледа и кажува кога е овулацијата. Во 80%. Значи, апликациите за овулација покажуваат грешни плодни денови. И дефинитивно не го покажуваат точниот ден на овулација. И тука е грешката што се прави реално. Реално, да. Затоа што една жена може да овулира. Еве, имам жени кои што ги водам во моментот за забременување. Едната ми овулира буквално на 10-ти ден. Другата ми овулира на 20-ти ден. Сега, горе-долу, да кажеме, и двете се со ист циклус кој што им доаѓа на, би рекла, на 28-30 дена. И двете се со ист менструален циклус, кај што им доаѓа на 28 некаде дена, отприлика, мислам дека и на двете. Сега, она што овулира на 10 ден, реално, низината апликација ќе покаже дека низините плодни денови се меѓу 10-тиот и 14-тиот ден. На она која што исто така е со 28-дневен циклус, исто ќе покаже дека апликацијата дека главно плодните денови и се меѓу 10-тиот и 14-тиот ден. Што во овој случај? Таа доколку се базира само и само на апликацијата за незините плодни денови, а нејната овулација на 20-тиот ден, никош нема да остане бремена. Поради што секогаш сакаме да одиме со комбинација од методи со кои што ќе докажеме, значи дали таа жена има овулација или нема овулација, кој што можеме да го видиме и од хормонски статус, и од испитување на прогестерон, особено во лутеална фаза, за да видиме колку е високо нивото на самиот прогестерон, дали е квалитетна самата овулација. Значи постојат многу начини, мерење на базална температура и дополнителни многу методи. Кажете ми, дали циклус на секој 14 дена е класичен знак за перименопауза или менопауза? Не. Туку? Треба да видиме кој е проблемот. Значи постои проблем. Не е нормално една жена да добива 2 пати месечно. И хормонската терапија нема да го реши проблемот, а само ќе го влоши проблемот. Така да дефинитивно, доколку ви кажале дека доаѓање на менструален циклус на 40 дена е нормална работа, на 40 дена, на секој 40 дена, или на секој 14 дена, дека е нормална и треба така да си ја тераме, затоа што така си била створена и создадена, не. Дефинитивно има проблем. Тоа што ние не сакаме да се погрижиме, малку подлабоко да навлеземе во самиот проблем е друга приказка. Кажете ми, кои симптомите најчесто се појавува во периодот на перименопауза? Дали е тоа анксиозноста, дали се топлотните бранови, ладно-топло, или е тоа промена на расположение, сега ќе се смееме, веќе во следната секунда ќе касаме се пред себе. Она што сакам секоја жена да го знае е дека самата перименопауза може да започне дури и на 35 годишна возраст. И должината на една перименопауза може да трае 10, кај некои жени дури и 15 години. Кај некои жени се разбира 3 до 4 години имаме перименопауза, но не кај секоја жена е исто. Значи, кај некоја жена може да започне самата перименопауза на 35 годишна возраст, кај друга жена може да започне на 45 годишна возраст. И вообичаено, она што првично го гледаме како симптоматика, во перименопауза најнапред настапува пат на прогестеронот, но естрогенот се уште останува релативно висок. И она што ќе го видиме како симптоматика, најчесто се промени, би рекла, во спиењето, значи оваа жена почнува да има проблеми со самото спиење, особено деновите пред самиот менструален циклус, станува и поанксиозна, има расјани мисли, особено
пак ќе речам покарактеристично, би рекла околу можеби седмица некаде пред самиот менструален циклус. Ова се првите знаци на перименопауза, кој што ќе ги забележи, исто така може да забележи дека можеби незината концентрација исто така се намалува, незиниот фокус исто така се намалува, значи дефинитивно, значи ова се првите знаци пред да ги имаме оние класични ноќни потења кои што ни се веќе познати на сите. Да. А кажете ми, дали женското либидо најмногу се минува пред циклус, за време на циклус или после циклус? Исто така, една работа која што сметам и која што сакам да ја знаат нашата машка популација, нека да се изразам, е дека една жена, не очекувајте од една жена да има либидо 30 дена во месецот. Зошто? Затоа што таа жена е бомба од хормони, ако можам да се изразам на тој начин. Каде што имаме флуктација или промена на хормоните во текот на целиот циклус. Каде што имаме хормони кои што го зголемуваат либидото и кои што се намалуваат во резултат на што се намалува и самото либидо. Што значи, нека да го кажам со на едноставен начин, она што сакате да го очекувате е дека една жена ќе биде најмногу расположена и ќе биде со највисоко либидо во периодот кога ќе се наоѓа некаде помеѓу фоликуларната и овулаторната фаза, каде што имаме пораст на самиот естроген, кој што ќе го диктира нашето и ќе го покачи нашето либидо. Се разбира дека дефинитивно една жена кога ќе се наоѓа во овулација, би рекла, или во незината овулаторна фаза, ќе има многу поголемо либидо отколку една жена која што е еден ден пред менструален циклус. Апсолутно. Така да, мажи, верувајте ми, дека жената, значи, поради промена на низините хормони во текот на целиот месец, не очекувајте дека низиното либидо ќе биде стандард супер високо во текот на целиот месец. Кажете ми, во кој дел од месецот жената најсилно реагира на критика? Според хормоните нормално. И според фазата од циклус во која се наоѓа. На критика? Да. Зависи од многу фактори. Не може, значи, една жена може да реагира на една и иста критика различно во зависност од моменталната состојба, да кажеме. Од зависност тоа колку е спиела, дали е гладна, значи, дали во кој дел од менструалниот циклус се наоѓа, значи не само во која фаза од менструалниот циклус се наоѓа, туку многу други фактори диктираат на тоа како една жена ќе реагира, би рекла, на една и иста ситуација. Значи, независно дали е критика или е нешто позитивно, верувам дека факторите влијаат на генерално секакво реагирање. Се разбира, значи, околните фактори на буквално една и иста ситуација, доколку имаме различни фактори, можат да предизвикат сосема различна реакција кај таа жена. А што мислите, ете, советите за машката популација што ги дадовте, кои 3 денови треба да ги одбегнуваат во текот на целиот циклус за едноставно да стапат во конфликт со жената? Кои се 3 дена најопасни за конфликт? Леле, Маријана, ти со една, со 3, со 1 и со 3, значи Ама ти се морам омилени. така да ве ограничам. Кажи ми едно, кажи ми 3. Знаеш дека кај мене нема 1 и 3. Значи, одиме со 10, одиме со 20. 3. Кои 3 дена Да. не треба мажите да ги... Не треба да влегуваат во конфликт со жената. Значи, ние темпирана бомба. 3 дена пред да и дојде менструален циклус. Тоа е тоа. Значи, ова е по закон. По закон. И мислам дека мажите веќе се свесни дека во тој период би рекла, во тој период кај самата жена, значи дефинитивно треба да излезат малку со емпатија, затоа што таа жена навистина може да се соочува со предменструален синдром и ова кој што всушност сам по себе представува хормонски проблем и не таа е виновна што има предменструален синдром. И овде е партнерот каде што треба да излезе во пресред и да излезе со разбирање. А не да ја кажува од тип ти постојано, пред да ти дојде постојано си нервозна. Чекај малку, зборуваме за хормони.
Зборуваме за сопруга која што има хормонски дисбаланс. Да одиме со кратки одговори, ама кратки одговори на прашањава што ќе ви ги поставам следно. Колку кратки? Шекер на вечер, да или не? Не. А протеин за вечера, да или не? Да. Бело брашно кај инсулинска резистенција? Не. Не. А магнезиум глицинат или цитрат, кој е подобар за сон? И двете се добри? Подеднакво добри? Во зависност од столицата. Но секогаш во зависност од столицата. Дали овулацијата секогаш боли? Не кај сите жени. Што ако, например, Но прво прашање. Ајде. Прво прашање и тука ќе завршам со овие неколку прашања што ги имам во однос на овулацијата. Прво прашање, дали секоја жена овулира од двата јајника секој месец? Ако овулираш од секој месец од двата јајника, сите и доколку настапуваш оплодување од да кажеме едновремено оплодување, во голема степен ќе беа близнаци на цела популација, значи Добро. Жената генерално овулира само од еден јајник доколку има овулација месечно, но не е спорно дека постојат месеци каде што може да овулира и од двата јајника и да дојде до оплодување на две јајци клетки, каде што ќе имаме во овој случај доколку дојде имплантација на двојајчени близнаци. Добре дојдовте во мојот свет на двојајчените близнаци, да. Значи Постои можност сепак. оваа ситуација е ситуација, значи кај мене. Да. Дали болката во десниот или левиот јајник во денови кога треба да биде овулација е индикатор дека овулираме од тој јајник? Вообичаено да. Што ако таа болка е многу посилна отколку вообичаено, ајде да речем? Дали пречи на нормалното функционирање на таа жена? Да. Зашто станува тука збор? Не сметам дека треба да биде толку силна. Значи, тука би погледнала на тоа дали евентуално немаме некоја дополнителна инфламација, дали немаме некоја дополнителна проблематика која што ја зголемува самата болка. Значи, затоа што обичаено ваква болка знаат да предизвикат нешто што се нарекува воспалителни молекули или цитокини и да, лесна болка е нормална, но многу изразена да пречи на нормалната функција на самата жена не. Значи, сметам дека треба да се копа малку подлабоко во овој случај. Благодарам, доктор Марија. Ова беше се за денешната 9-та епизода од нашиот подкаст. Се надеваме дека добивте одговори на повеќето од прашањата кои сигурно ви се моткале низ глава и дека ситуацијата и сите настани ќе ви станат појасни. Се гледаме во следната епизода.